И по 2 години на власт ВМРО ДПМН и премиерот Мицкоски имаат најголема доверба кај граѓаните, покажува најновата анкета на Market Vision за МКДМК. На прашањето за која политичка партија ќе гласате на наредните избори, 20,5% од граѓаните одговориле за ВМРО ДПМН, за СДСМ 6,2%, за ДУИ 5%, за Вреди 4,4%, за Левица 2,9% и за Знам 1,5% од граѓаните. Сепак и оваа анкета ја покажува ниската желба кај граѓаните да излезат на избори, па секој трет граѓанин одговорил дека нема да гласа. Кај лидерските рейтинзи најголема доверба кај граѓаните има премиерот Мицкоски со 23,3%, зад него е Али Ахмети со доверба од 5,5%, трет на листата е Венко Филипче со доверба од 5,1%, пошто следуваат Изет Меджити и Димитар Апасиев со по 4% и Билјалка Сами и Максим Димитриевски со 2,5% доверба. Но најголем број од граѓаните, или над 42%, немаат доверба во ниту еден политичар. Платите, пензиите, невработеноста и растот на цените се најголемиот проблем со кој се соочуваат македонските граѓани, а на второ место се повторно криминалот и корупцијата. Над 50% или секој втор граѓанин не е задоволен од работата на јавното обвинителство, а над 35% од граѓаните не гледаат разлика во работата на новиот јавен обвинител од претходниот. Огромно мнозинство граѓани, над 80%, ја поддржуваат идејата Македонија да влезе во Европската унија со статус земја наблюдувач без право на вето. Дали овие бројки можат да потикнат и предвремени избори? Премиерот Мицкоски вели дека целта останува целосен мандат, но ВМРО ДПМН се подготвени за предвремено соочување во секое време. Данас останува стратешка цел да го доиспорачаме она кое што сме се обврзале пред граѓаните, вакви објекти, да санираме последици од минатите децении катастрофа која што се случувала во држава. Инаку ние се целиме кон полн мандат, односно кон 4 години. Сега, доколку има политички сили и мнозинство во парламентот, ВМРО ДПМН е подготвен да излезе на избори во секое време. Се мириса на предвремени избори, пак велат од СДСМ. Нарачана анкета во време на паника. Мицкоски и ВМРО немаат одговори за економската катастрофа. Нема одговори за тешкиот живот на граѓаните. Нема пари во буџетот. Нема пари ниту за пензии, затоа анкета. Мицкоски насила ја укина техничката влада. Сега насила се обидува да протурка изборен закон кој отвара можност за кражба на гласови. Се мириса на предвремени избори. Сака да го продолжи мандатот затоа што не му се оди на факултет. Таму нема приватни авиони за патување на море, стои во писмената реакција на СДСМ. Истражувањето е спроведено во периодот од 10 до 27 јуни на репрезентативен примерок од 1200 испитаници. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.